Град Скопје викендов го почна 3D мапирањето на критичните точки за загадувањето на воздухот во градот со беспилотно летало. Како прва локација беше избрана депонијата Вардариште, а мапирањето ќе продолжи на други локации, најавуваат од градот. Жителите на аеродром Мега Зибаба веќе подолг период се задушуваат од непријатна миризба што се шири покрај кеот на Вардар. Мерните станици покажуваат најголема концентрација PM10 честички токму во овие делови од градот. Сега со 3D мапирањето на Вардариште ќе се добие целосна слика за опфатот на депонијата, односно во кои делови се пали отпад, особено ако тие делови се наоѓаат на приватни имоти. Инспекторатот на град Скопје ќе добие прецизни податоци со што полесно ќе може да ги извршува задачите. Убедени сме дека со вакви акции ќе ги елиминираме причинителите на загадувањето еден по еден, изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. Тој посочи дека оваа активност е само една од мерките што градот Скопје ги презема за намалување на загадувањето на воздухот во Скопје, а инспекторатот на градот минатиот месец изрече двојно повеќе казни во однос на октомври 2017 година. Сите инсталации што подлежат на интегрирана еколошка дозвола се проверени и редовно доставуваат мерења со кои се задолжени во самата дозвола. Активна е кампањата за пријавување огнови на отворено на телефонскиот број 193, а не како што е вообичаената практика да ги пријавуваат граѓаните огновите на социјалните мрежи. Само заедно можеме да го спречиме палењето огнови на отворено, а со тоа да ја подобриме животната средина и квалитетот на амбиенталниот воздух, посочи Салиху. Раководителот на секторот инспекторат на град Скопје Мирослав Богдановски појасни дека Вардариште е една од црните точки во градот кои во изминатиот период биле предмет на инспекција и каде што се откриени поголем број прекршители. На оваа локација е забележено палење кабел и друг капаст отпад. Со ова 3D мапирање точно ќе се лоцираат местата каде што тоа се случува.